Почитувани, добра вечер, ја следите анализата на телевизија 24. 2018 година изгледа ќе биде судбинска за Македонија по многу прашања. Оваа година се затворија доста спорови со соседите, речиси сите. Тука е спорот со Бугарија, проблемот околу името со Грција, а се навестува и решавање на спорот на Македонската православна црква со незиното меѓународно признавање. Денеска Македонија од НАТО алијансата ја доби и долго очекуваната покана која е условена за целосно решавање на статусот на Македонија, за целосно членство во алијансата со финализирање на договорот околу името со Грција. По 30 години, порече се 3 децении независност, Македонија конечно дојде до она што го зацртаа сите политички партии на почетокот, а тоа е членство во НАТО и во Европската Унија, кое исто така треба да биде пред финализирање во следните години. Наши вечерашни гости се поранешниот амбасадор во НАТО, господинот Нано Ружин, универзитетскиот професор и историчар Лазар Лазаров, како и членот во иницијативата за натрепартиски реформи во ВМРО ДПМН Илија Илиовски. Добро вечер, почитувани гости, го чекаме уште професорот Нано Ружин ќе ни се приклучи за кратко време, а до тогаш ние почнуваме со емисијата. Професоре Лазаров, како што кажав, после 3 децении Македонија ја исполнува една од своите стратешки цели кои ги зацртаа, кои се уште ги имаат сите политички партии во своите статуси, а тоа е членството во НАТО. Со поканата Македонија го добива она што беше закочено во Букурешт во 2008 година поради спорот со Грција. Денеска Македонија ја доби таа покана. Генералниот секретар го повтори исто така она што го повторуваше во последниот период, дека членството ќе биде целосно со финализирањето на договорот. Како ви се чини сега ова денес, кога го чувме од генералниот секретар, ви се чини ли на фер решение? Па најпред да кажам дека таа историска неправда од Букурешт 2008 година е исправена, макар да тогаш дојде до големо разочарување меѓу и македонскиот народ, и сите граѓани во Македонија, па и политичките партии, но сега веќе состојбите се менуваат на добро. Мислам дека и тогаш и сега Македонија ги исполнува скоро сите услови, сите релативно сите услови. Има некои од областа на правото, на новинарството, правото на јавно мислење и други човекови права и слободи, меѓутоа некои земји што беа примени пред нас, како Бугарија, Романија, да не ги збројам и другите прибалтички држави, беа далеко од исполнување. Македонија беше лидер во исполнувањето на обврските и не само што беше меѓу првите која воспостави тие односи и со НАТО и со Европската Унија, а за жал беше долго пред портите, значи, за прием во членство. Добро, уште ова не ми кажавте како ви се чини сега ставот на НАТО, дека поканата ја добивме, која не беше ветена, но од друга страна генералниот секретар вели членството ќе биде целосно кога ќе се финализира договорот, а тоа значи референдум и уставни измени. Па добро, тоа е логично поставено, меѓутоа јас се надевам дека тој процес ќе оди по фази и околу референдумот и околу исполнувањето, значи, на другите услови, и мислам дека Македонија можеби не до нова година, меѓутоа непосредно веројатно јануари, максимум февруари работите ќе бидат завршени и околу таа ратификација. Да. И мислам дека секи оди во најдобар ред и Македонија заслужува тоа. Да, добро, ќе зборуваме повеќе за тоа, за референдумот, за се она што не очекува. Илиовски, како вас ви се чини ферли овој однос од НАТО кој го испорача генералниот секретар? Видете, како ја следиме наназад неколку години, поставеноста на официјалните лица на НАТО пактот спрема прашањето за прием на Република Македонија во Северноатлантската алијанса, можеме да видиме дека во принцип многу не е променет тој став, односно
едноставно се дава еден куп пофалби за нашата организираност од аспект на војниот дел и од аспект на политичкиот, но секогаш тој камен на сопнување беше проблемот со разликите околу името со нашиот јужен сосед Република Грција. Така да мислам дека ова е веќе уште еднаш изразен став кој што НАТО во повеќе наврати го имал поставено пред нас како услов. Сега го тука си и оние услови кои што се пропратни затоа што едно членство во таа алијанса не значи само примање, потпишување на тој договор и завршување со тоа. Едноставно тој така како што би рекле admission или процес на прием, еден процес кој што треба секоја земја држава да го изводи и ако гледаме од аспект на тоа, ние се уште имаме доста работа која што треба да ја завршиме, но сметам дека од тој аспект многу полесно ќе ја завршиме ако за разлика од тоа ако го немавме, да речеме, не најдовме еден вид решение за овој проблем кој што ги имавме со Република Грција. Сега внатре и надвор како проблемот ќе биде финиширан, односно како овој договор ќе биде ставен во сила, веќе останато на нас. Сметам дека ќе смогнеме сили да најдеме некој решение кое што ќе биде најприфатливо за сите чинители, за сите учесници во овој процес, што се однесува од потпишувањето до ратификацијата и конечното стапување и примена на договорот кој што го потпиша во Преспа нашиот министер за надворешни работи на Република Грција. И нешто кое што, пак ќе кажам, нема перфектен договор. Значи нема некоја идеална ситуација. Дојдено е до договор каде што секоја од страните направила определени отстапки. Ние можеме дотре да дебатираме која направила поголеми, која помали отстапки, но секоја направила некои отстапки. И сега некои идни чекори како конкретниот пример за НАТО, еве делумно и за Европска приемат за почнувањето на преговорите за прием во Европската унија и така какво влијание има тој договор на нив да бидат забрзани. Барем како тоа беше може да она, се види. Како беше она поговорка, добар компромис е кога двете страни се подеднакво задоволни или незадоволни? Па во принцип договорот на тоа алудира. Значи секој договор, ви имате во принцип две причини зашто правите договор со некој субјект, со некој друго лице. Или за да отворите нова глава во вашите односи, без разлика дали сте имале или сте немале односи од каков било тип претходно, или за определен однос кој што ги тежнел и им бил да речеме на вид проблем на двете страни, го окончаат. Ние имаме втора категорија. Договорот до оваа втора категорија. Овој проблем кој што реално и на нашата држава и на грчката држава ни тежнееше години наназад. Оваа влада, односно овој состав на влада, проба некако тоа да го оконча. Не можам да кажам дека сите сме задоволни со тоа решение, но пак ќе кажам дека нема идеален и перфектен договор. Да. Добро, професоре, со оваа покана влегува ли Македонија конечно во една нова ера во однос на својата поставеност, во однос на стратешките интереси за државата кон позиционирање, кон условно кажано сегашните два големи блока, или дали Македонија конечно сега се решава каде ќе оди, кон истокот или кон западот, со оваа покана кон НАТО? Видите, Македонија одавна е решена кон западот. Дали сте видели и чуле некој да оди уште од Југославија 65-60 години да оди на работа во Русија или во Кина или било каде. Одат сите во Европа, во Америка. Јас сакам една друга работа да кажам. Сите услови се исполнети, меѓутоа Македонија долго и незаслужено чекаше. Можеби тоа има влијание кај нас, меѓутоа јас ги делам на надворешниот фактор и внатрешниот фактор. Да, но не сите општествени чинители би се согласиле со вас. Ние, еве, оваа година добивме и политичка партија која отворено се залага дека Македонија треба да се откаже од евроатлантските аспирации и да се сврти кон Русија. Па добро, Што е јас новина во Македонија, да речем? Мислам дека моја оценка е дека од осамостојувањето на Македонија од 1991 година па до 2005 година Македонија и македонските партии, македонските раководни структури, државни и политички, има наклонетост и позитивен однос и кон НАТО и кон Европската унија.
А бидејќи тоа се огледува низ факти. Ние први подпишаме договор 95 година со Европската унија и со НАТО. 2001 договор за асоциација и стабилизација. 2005 кандидатскиот статус. Исто така и со НАТО Македонија учесник со своји воени сили во тие мировни мисии. И друга работа, мислам дека јас уште пред 20 на години, бидејќи се бавам и го предавам предметот за НАТО и Европската унија, имам и монографски труд и предлагав и во моите написи, и во весниците, и на телевизија сум го изнесувал, дека Македонија треба да бара возобновување на своето членство во НАТО, бидејќи уште во рамките на Југославија, непосредно по Втората светска војна, Америка стапи на тлото, посебно кон Југославија, ја придоби и успеа да го формира јужното крило на НАТО и позната како воени политички сојуз или Балкански пакт, во кое, значи, меѓу Југославија, Турција и Грција потпише на 28 февруари 1953 година во Анкара. И од тогаш па наваму, ниту Југославија е исклучена, ниту го напуштила НАТО воената алијанса, како јужно крило на НАТО. Сега можеби ќе поставите прашање, па се распадна Југославија. Да, се распадна, меѓутоа има наследници се 6 републики како државотворни субјекти на таа Југословенска федерација. И они може да барат како татко кој ќе умре, синовите, 6 синови, 6 републики имат право како наследници да барат возобновување на своето членство во НАТО воената алијанса. Да, ова го прочитав и во вашата колумна, ова е прилично малку познат факт. Историски факт е дека во 1955 Југославија, трета се извинувам, Југославија, Турција и Грција склучиле таков пакт, склучиле таков договор. Целта на тој договор беше да се отргне руското влијание од Балканот и да се придобие Балканот, значи да се заекне американското влијание. Не случајно и Америка предлагаше со Грција ликвидација на Албанија и поделба на Албанија меѓу Југославија и Грција. Јужна Албанија да добие Грција, Средна Албанија Југославија, односно Македонија да има излез на море и Северна Албанија да би Црна Гора и Србија. Не случајно е тоа заради љубов кон албанците и кон Албанија и албанскиот народ, туку непосредно по Втората светска војна Албанија представуваше економска, политичка и воена база на тогашниот Советски сојуз. Значи целта беше тоа ликвидација и тој договор за ликвидација на Албанија беше во оптек се до смртта на Тито 1980 година. Значи ние со право може да бараме возобновување, меѓутоа моето барање го сваќа како несериозно, а јас сум сепак истражувач, научник кој работи на документација. Па добро, иако не било членството формално правно, барем било символично, би може имало таква улога. Сигурно, да. Да, добро. Илиовски, интересен е ставот на вашата матична партија, можеме да кажеме матична партија, да, иако сте член од таа иницијатива за реформи, нели? Може би некој во ВМРО ДПМН нема да се согласи дека е ваша матична партија, но Тоа зашто се залагавме, знаете, партиските демократи. Да, ставна перцепција. Што е составот на ВМРО ДПМН во однос на НАТО и Европската унија? Многу би кажале ни риба ни девојка, формално партијата декларативно е за НАТО и Европската унија, тоа стои во статусот на партијата, но чекорите кои ги правеше во изминативе 10 години, па и сега некако под водството на господинот Мицковски, некако не се јасно ориентирани. Додуше, господинот Мицковски нема јасен став за многу прашања во последниот период. Така да некако еве граѓаните барем имаат таква перцепција дека не знаат всушност која е пораката на ВМРО ДПМН. Да, сакаме во НАТО и Европска унија или не сакаме. Така да се разбереме, значи на стратешка ориентација на ВМРО ДПМН од низиното составање како политичка партија во Република Македонија 17 јуни 1990 година, па наваму е евроинтеграција, односно во тоа време интегрирање на Република Македонија во европските економски заедници и интегрирање на Република Македонија во НАТО пактот. Што е нешто што ВМРО ДПМН во ниту еден момент, со ниту еден лидер до сега, било тоа бил
поранешниот премиер Јупчо Георгиевски или поранешниот премиер Никола Груевски или сегашниот претседател Мицкоски не одстапеле од таа насока на движење. Да, се согласувам дека постоеле чекори во минатото кои што изгледале спротивно таа насока и тој став на ВМРО-ДПМН. Или декларативно са. Или тој став повеќе бил декларативен отколку што бил фактички употребен, но никогаш не е одстапено од таа основа. Ние мора да земеме предвид дека некогаш и некои одлуки особено кога ВМРО-ДПМН било владеачка партија, морале да се носат со некаков си консензус. Дали со коалициони партии, дали внатре во самата партија. Но, пак ќе кажем, од програмските документи и од основните организацијски документи никогаш не е отстапено дека опцијата на Република Македонија, каде што ВМРО-ДПМН ја гледа, е членство полноправно во Европската унија и членство во НАТО пактот. Мислите ли дека сегашниот лидер Мицкоски треба тоа прилично појасно да го каже, доколку го мисли, се разбира? Јас се надевам дека искрено го мисли, бидејќи ништо на планот на промена на програмските документи на партијата или организацијските документи во поглед на таа точка не е направено од кога е станат председател, односно од кога е избран за председател на партијата. Не верувам дека ни во иднина такво некој ќе проба да направи промена, односно тотална промена на курсот кон евроинтеграциите и НАТО за членувањето, зборам од аспект на ВМРО-ДПМН или некој идно раководство на ВМРО-ДПМН. Мислам дека можеби треба својот став да го каже, како да кажам, се не знам што подразбирате појасно, бидејќи документите на партијата се тие. Дали се подложени интерпретација, секој може да го види тој документ и да размисли. Еве на пример конкретно, влегувањето во НАТО директно зависи од договорот со Грција. Тоа сите го знаеме, од решавањето на проблемот околу името. Имаме договор со Грција и имаме автоматска покана за НАТО која еве денеска се ефектуира. Но господинот Мицкоски и покрај тоа е против договорот со Грција, што пак аналогно значи дека нема да добиеме покана за НАТО и нема да добиеме датум за преговори со Европската унија, значи стопирање на сите тие процеси. Еден малку контрадикторен став, мислам дека да, имате право, значи која првата перцепција на тој став кажува дека ве имате задршки кон вашата статутарна определба како партија, како ја гледате Република Македонија. И тоа секој човек би се согласил дека како првична перцепција дека има ВМРО-ДПМН, доколку го напаѓа договорот со Грција, има проблеми со идното членство на државата во НАТО и во Европската унија. Со членството кое се ефектуира веднаш, нели? Јасно. Сметам дека раководството на ВМРО-ДПМН ќе најде сили и прагматизам за да види дали и колку може овој договор да го издржи тестот на времето. Затоа мислам дека и референдумот ќе каже многу поднос на тоа прашање. Но како конечен став не верувам дека ставот на председателот Мицкоски и на раководството на партијата е не за членување во НАТО и не за членување во Европската унија. Значи не верувам затоа што мислам дека тогаш и тој како председател и неговото раководство директно ќе одидат контра програмските, пак ќе кажам, и организацијски документи кои што оваа партија 28 години наназад ги практикува и ги промовира како свој програмски определби и начин на работа. Ама времето тече, веќе сме во еден тесниц и ја би го прашал Мицкоски, еве отворено се обраќам до него и до раководството на ВМРО, јасно и гласно да каже што недостасува на тој договор. Позитивни и негативни, неговиот личен став, што предлага тој, кои се неговите слабости. Досега не сум чул во неговите изјаснување, едноставно времето ќе покаже, не сме се договориле, а времето тече и ние сме ставени пред еден тесниц. И време е да се изјасни и раководството и тој како председател, кој е неговиот став. И ако има забелешки, дајте да се коригираме. И нека понуди решение, кое решение го нуди. Ако ја нешто кажувам, нешто го критикувам колегата Нано Ружен или вас или било кој, а треба да му кажам кое е тоа излазно решение. Нека каже што предлага, кое е решение. Ја прв ќе истапам против Заев, ќе истапам против СДСМ, против ова владеачка партија и ќе го прифатам тоа. Ама бидејќи се уште нема ништо на виделина. Значи време е
времето тече, времето минува, ние сме пред еден тесниц. Ова е неповторлива историска шанса на македонскиот народ. Што е тоа што не чини? Поспоставивме добри односи со Бугарија, со Србија, со Грција, со Албанија, значи со сите соседи кои ја сметаа Македонија како јагне, а тие како волци, обкружено значи јагне, кое секој сакаше да го загреби, живее со тие традиции од средниот век. Претежнува Македонија да не постои. Еве, со Грција имаш македонски јазик, македонски код, македонска култура, литература, се, значи, постои. Северна, па имаш во светот, имаш Северна Кореја, Јужна Кореја, Северен Јемен, Јужен Јемен, Северна Ирска, да не ги редиме, Северна Америка, Источна Германија, Западна, не ги илјадници примери. Па тие се корејци, јеменци, американци, не северноамериканци, американци, македонци сме ние. 537 години била Македонија под Отоманската империја, па сме го задржале тоа македонско. Оние белези основни, јазикот, културата, традициите, обичаите, носиите, ако сакате се. И да не должам, време е, значи, раководството на ВМРО доста се криеше под чадорот на Никола Груевски. Отворено да каже, бидејќи кочи, тоа е на штета оди на македонскиот народ, бе молам. Да не должам повеќе. Добро, во студиото ни се придружи професорот Ружин. Професоре, како поранешен амбасадор во НАТО, значи денеска е разбирливо зашто доцнете, доста сте ангажиран. Голем историски ден за Македонија. Верувавте ли вие, бевте тамо долго време внатре, бевте во Брисел, дека ќе дојдеме до овој момент да слушнете од генералниот секретар дека Македонија ја има поканата? Верував и се надевав, и не само ја, и многу други луѓе. Ние, да подсетам, уште 91-та година формиравме нешто што се викаше Евроатлантски клуб, кој што во епохата на еквидистанцата, која тоа беше владеачка доктрина, малку бевме маргинализирани, меѓутоа со тек на времето, овој Евроатлантски клуб, кога јас заминав, друг дојде председател Лаза Еленовски, на еден некоректен начин дојде за председател, не е битно, и денеска е Исмет Рамадани таму, но напоредно ние, нашата генерација, мислам дека може да биде горда што конечно дојде тој ден и што денеска можеме да кажеме дека историјата на Македонија, по новата историја, ќе ја делиме на историја пред овој ден и историја после овој ден. Мислам дека во ова што го зборуваше колегата од ВМРО ДПМН, ВМРО ДПМН има проблем со приоритетите. Ајде да не одам во историјата и да го споминам Ришелје, резон дета. Главната вредност, возвишениот национален интерес е токму евроатлантските интеграции на Република Македонија, односно зачувување на државата во тие граници, економски просперитет, стабилност, суверенитет на државата, со перманентно збогатување на демократските форми на функционирање и впрочем, замислете на мала држава од 2 милиона народ, незиниот председател или премиер, може тоа ќе биде утре од сегашната опозиција, ќе се најде на истата маса со светски джинови, со председател на САД, со председател на Франција, на Велика Британија и ќе решава барабар со нив, значи на исто ниво, за клучните стратешки прашања во светот. Инаку НАТО повеќе не се вика НАТО пакт, туку се вика НАТО алијанса, веќе се истакнува повеќе политичката димензија на алијансата, каде што видете, не може веќе било кој да влезе, не може држава која што нема развиени демократски односи, која што нема развиени слобода на медиумите и така натаму, зборам за новите посткомунистички држави, едноставно да ја пуштат во алијансата. Таа мора да помине и таа школа која што Македонија ја поминува од 99-та година ни своите 18 АПЧ програми,
Тоа се програми кои што се ги развиваат политичките, безбедносните, правните, финансиските, па дури и реформите на армијата. И овие 18 АПЧ програми се всушност нашиот голем кредит. Ние сега имаме веќе слободно на сите можеме да им отворено да им погледаме во очите и да кажеме еве, ние успеавме, сме практично во НАТО, сега почнуваат пристапните преговори кои што очекуваат сепак ова што е најбитната пречка референдумот, односно обврските од Преспанскиот договор, а понатаму како по една композиција која што се движи, бидејќи е мултилатерална дипломатија, 29 парламенти треба да го усвојат договорот на Република Македонија со Вашингтонскиот договор и како амандман ќе влезе тој договор и ќе биде депозиран бидејќи Соединените Американски држави се депозит на договорите на Вашингтонскиот договор, ќе биде однесен во Вашингтон и каде што таму ќе биде конечно потврдено, Република Македонија конечно станува членка на Алијансата. Нашето столче е веќе определено, ќе бидеме до Норвешка, Норд Маседонија, па Норвешка иде. И од тој период ќе почнеме да присуствуваме на сите, мислам пред да станеме членка, да присуствуваме на сите седници на Алијансата. Како членка, прво, немаме право на глас, меѓутоа нашиот амбасадор со други 29 амбасадори ќе слуша, ќе пренесува. Нормално тука сега постои обврска на подобрување на многу работи. Пред се класифицираните информации, значи безбедност, веќе располагате со сериозно оружје, разбирате, и ќе морате да ги обезбедите тие информации, да не излезат надвор. Армијата ќе мора да ја забрзи трансформацијата. Исто така, од политички аспект, ќе треба да го зголемиме бројот на нашите дипломати. Ја мислам, на кај 30 на дипломати минимум ќе треба да бидат во Алијансата, да се издвои буџет за НАТО, кој што не е голем, и над нашата држава ќе бидат аваксите кои што ќе бдеат врз безбедноста на државата. Мислам, повеќе од тоа, не знам што би сакале да посакаме и на сон, бидејќи Македонија, знаете како беше гледана во нивните очи, како едно мало државиче кој може да се распадне, меѓуетнички војни, настани 27 април и така натаму. Од една сега државата прави еден кенгурски скок, таа влегува во најсилната светска алијанса и станува рамноправен член, бидејќи тука принципот на солидарност, нашиот Заев или утре друг председател ќе биде со Трамп, денеска нели на истата маса со Ангела Меркел, не знам до тогаш веројатно ќе остане, со Макрон и така натаму. Ќе зборуваат, имате исто така од економски аспект. Еве ќе ви кажам пример. Алијансата инвестираше 35-6 милиони евра во изградбата на оштетените патишта за време на војната на Косово. Меѓутоа, таквата работа им се дава само на компании од држави членки на Алијансата. Ние бевме само подизведувачи, бидејќи не бевме членка. Како членка, веќе се отвараат нови работни места, инвестираат компании кои што инвестираат исклучиво во НАТО држави членки. Така натаму се отвара една голема перспектива и на крај уште едно. Сите што до сега станаат членки на Европската унија, претходно станаат членки на НАТО. Тоа значи дека безбедносниот систем на европската и НАТО безбедносна архитектура одат се компатибилни. Македонија станува практично држава која ќе се модернизира и мислам воопшто се чудам на некој да размислува да става под знак на прашање тоа што ни се нуди. И никој, верувате, во Брисел не верува дека е можна да се направи најголемата историска глупост да ради евентуален неуспешен референдум да го поништиме тоа што е постигнато. Добро, да, референдумот е следниот чекор
во поглед на овој од кон НАТО, потоа и уставните измени Илиовски, во Македонија не би било нормално да не се работите ненормални и така да не следува повторно тежок период. Повторно ќе ве прашам тука за ставот на ВМРО ДПМН, како ќе се реши ова прашање? ВМРО ДПМН е против договорот со Грција, вела дека не е добар за референдумот, имаат одредени барања кои сега треба да се разговараат со премиерот Заев, треба да ги усогласат ставовите, каков ќе биде референдумот, какво ќе биде референдумското прашање во ред тоа, но исто така потоа следува вториот чекор каде што ВМРО ДПМН е повторно јасно против промена на уставот, велат дека се против тоа, дека нема да поддржат, а знаеме дека за тоа е потребно двутретинско мнозинство. Кој е излезот од оваа раминка? Јака, значи, јас во име на партијата не можам да зборам нели како што кажате, сум член Да, зборуваме аналитички сега, да, од член на аналитички иницијативата аспект, за реформи на во ВМРО ДПМН. Значи, сметам дека прво раковство треба да смогне сили малку попрагматичен став кон нештата да заземе. Значи, според мене треба да се стават двете работи на маса, што носи за, што носи против. И да се види кој од тие две работи како став на референдумот кој што ќе се одржи, треба да биде прокламирано од страна на партијата. Или да биде заземен како став. Ако за носи кон евроинтеграција, можеби е подобро да се определат за тоа. Зборам низ една внатре-партиска организациона дебата и процес кој што мора како начин на носење одлуки да се испочитува согласно конкретните партиски акти. Доколку против гласање на референдумот носи подобар бенефит, тогаш треба да ги видиме причините. Исто така и во првиот случај треба да видиме причините што е тоа, зошто би се гласало така на предстојниот референдум кој што е најавен. Нели, сега треба во некои законски рокови да се донесе таа одлука летово за одржување на тој референдум. Да. Значи, треба да се има еден малку попрагматичен став кон нештата, но како што кажете претходно, малку покристално искажан. Појасно искажан во јавноста. Значи, како партија, се додека не ги промениме нашите програмски организацијски документи, ние се залагаме за евроинтеграција и за членство во НАТО алијансата. Не гледам никаде логичен чекор кој што треба да се направи и радикално да го сврти ставот на партијата во однос на овие две прашања. Така да, ставот на председателот на ВМРО ДПМН и органите на партијата, односно на актуелното раководство, треба да биде во насока на членството на партијата. На државата во овие две структури. Како тоа ќе го постигнат? Мислам дека со една отворена и искрена дебата внатре помеѓу членството во партијата, многу лесно тоа ќе се постигне. Знаете, имаме многу дезинформации кои што кружат во етерот. Многу луѓе не го ни виделе можеби тој договор што во себе содржи. Многу луѓе се задржале само на насловот од тој договор и сметаат дека со тој договор само се менува името на нашата држава или се додава дел во нејзиното уставно определено име. Ама значи јас ви кажувам што всушност на терен се случува. Вие можете секаде да го објавите и секаде да биде достапен, но дали тие сакаат тоа да го видат? Тоа е основното прашање. Значи ние немаме договор со Грција кој што само го решава ги надминува разликите околу името на нашата држава. Ние имаме договор за целосно воспоставување на дипломатски, економски и сите односи што едни две држави нормални, особено соседни држави, треба да ги имаат меѓу себе. Значи таму не се спомнува значи тој договор не е само едноставен. Го решивме името, решивме нема да се употреба звездата од Кутлеш, решивме вие нема да не навредувате, ни признавате дека сме македонци. Не, имаме еден корпус на работи кои што во дипломатијата со тој договор предизвикуваат една верижна реакција, се надевам позитивна за иднината на Република Македонија, особено за односите за иднината на односите на Република Македонија и Република Грција. Значи ние го гледаме многу, како да ви кажам, многу симплифицирано, ги гледаме само тие работи кои што сметаме дека не одговараат, не се нормални, капитулантски се настроени, значи се има различна терминологија употребена во овие минати месеци кусурот кога е потпишан договорот од Преспа.
Се надевам дека во овој период што следи до објавувањето на одлуката за референдумот и до финализирањето на содржината на референдумското прашање, раководството на ВМРО ДПМН ќе најде сили да разговара со своето членство, со нас, обичните членови во партијата, на оваа тема. Може би сака да издействуваат нешто од владеачка партија, компензација некоја, не знам, еве се зборува да се аболиција на станите, па не знам, може постои љубомора, видете. Зошто не ние, него тие. Во Грција истиот случај со опозицијата. Дури јас знам дека, например... Многу слично, многу. Дури на моменти е... Еве ви гарантирам, имам информации дека грчката страна, Мицотакис, едноставно е љубоморен и жали што тој не го направи тоа што го прави Ципрас. Ами он имал таа историска шанса. Така. Мислам неговите претходници од неговата партија. А сега мислам дека тоа претпоставам и кај ВМРО ДПМН, бидејќи и затоа се добри промените во политиката. Знаете, кога станувате затвореник за нешто, као тука не сме, ова не сме. Одеднаш нов човек доаѓа, за година дена ви ги решава проблемите. Може би после пак идеите ќе го надминат на станите, но добро е во политиката промени, бидејќи само тие водат кон некоја еволуција во тој домен. Значи, промени кои што водат кон квалитативност, значи квалитативни промени, се тие кои што се бараат. И реално, како што кажате, треба периоди на кои што е потребна таква промена. 11 години да се на власт во Македонија во такви турбулентни времиња, знаете, едноставно власта ве окостува, таа ве прави миоп, ви создава миопија, бидејќи веќе не ги гледате главните работи, туку го гледате само сопствениот интерес. Ние што живеевме? Масовна манипулација на народот, некои корења во антички времиња, ние го заборавивме православието дека е нашиот корен. Го потиснаа православието, после се сетија. Скопје 2014, на тоа мислам. Постојани некои закани, медиумите. Оваа телевизија, еве јас повторно ќе го кажам, беше првата, заедно со Алсат, може би, меѓутоа не така, која што покажа доблес, храброст, на која што јас се чудев. Доаѓавме тука и ние, тоа ви кажам, на 2010-11 тие времења, кога сте... Да, 10-та е почната, 11-та веќе планира. Јас се чудев и викавме, чекаве, зашто ови... Значи, ние веќе имавме Павлов рефлекс дека нив ќе ги забранат, дека не натераа да размислуваме во таков контекст. Кого ќе оказнат, кој е директ, кој е основач, па не знам, некој австриец и така натаму, се чудевме. Покажа изморедна храброст во тоа време и многу придонесе во демократизација на општеството. Не значи дека фаќаше страна. Едноставно беше критична кон се и затоа треба да се продолжи со таквиот однос. Но во овој миг ние сите имаме историска шанса и повторувам, јас исто така ве поддржувам во вашиот начин на размислување. Драго ми е што и постои луѓе во ВМРО што размислуваат со сопствената глава и ги гледаат интересите на државата. Ја мислам дека, значи, или се работи за љубомора, или се работи за некоја форма на изнаоѓање, некој компромис, па слушај, вие ќе го поштеди тој, ние ќе ви направиме оно и така натаму. Друго не можам да најдем. Ако ајде да се навратиме на ова прашање што спомнато љубоморат. Ако некој човек изразува такво чувство за вакво прашање, значи тој пак го повторува тоа што некој пред него го правил. Се става на ците. Знаете, има една изрека, и тоа ќе го кажам мислам дека беше филмот за Елизавета Прва, кога ја прогласуваат за кралица. И кога најстариот советник вели внимавајте со нејзи со телото, нејзиното тело и припаѓа на Британија. Не она веќе Елизабета. Она е британската круна, она е власта во оваа држава. Кога нашите политичари ќе го сватат моментот дека не се Никола Груевски премиерот или Зоран Заев премиерот, него се премиерот на Република Македонија, кој што денеска е Никола, утре е Зоран, задутре е некој трет, тогаш ние ќе размислуваме и ќе ги прифатиме целите на тоа унапредување на нашата држава и само на тоа ќе размислуваме.
Добро, ме 11 години размислувавме дека само Никола Заев, Никола Заев. Не ми знаат само на 11 години сега. Не, претходно, види се, претходно, не зборуваме, претходно исто така, јас сум го критикувал и то практично до 98 ние имавме континуитет од комунизмот навгад. Дури 98 со доаѓањето на Љупчо Георгиевски дојде до дисконтинуитет на елитите кои што до тогаш владеа со Македонија. Меѓутоа, после тоа, за среќа, се смени 2002, но овој кој почна од 2006, па 2008, му помогна најмногу неуспехот наш во Букуреш, да ја зајакне власта, да земи апсолутно мнозинство и да прави што сака. Мислам дека од 2008 почнува црниот период на Македонија, тој авторитарен популизам кој што не смее повеќе никој да го повтори. Исто како што не сме да се повтори 27 април, 24 декември. Значи, тоа се работи и затоа судовите нека си работат. Би било голема, бидејќи, пазете сега, ако се договорите да каже Заев, прво, не знам како може он да каже на судството, слушате, не ги судете овие. Судската власт по дефиниција независна. Господин Мицкоски бара закон за амнестија. Закон за амнестија. Второ, замислете, утре тогаш кога некоја друга власт ќе биде, па другите ќе влезат во парламентот, другите ќе устануваме еден зачинен круг. И тогаш вие кога правите, а тоа често го слушаме во политика. А вие кога правите тогаш сега ние ќе правиме. Мора да да се расчисти тој проблем околу Од тој круг не мора да излезе. Добро, мораме само да направиме кратка пауза за реклами и брзо се враќаме во студиото.